да го проследиме линкот и еве ја гледаме веќе на линки нашата драга Ирена Спировска. Разговара со Бојан Петковски, етнокореолог. Иренка, добро утро. Би сакала само на почеток само накусо што значи тоа етнокореолог? Затоа секако ќе од мене, Ирена, до тебе, секако до твојот соговорник, одлична е иницијативата на Бифе Тафталиџе, која што ќе се случува на 14 февруари, а 14 февруари некако е поврзан и со она за што ние денес ќе говориме, бидејќи оваа недела изминува во духот на празничното расположение, се разбира во чест на 14 февруари, денот на виното за некого, денот на љубовта, но малку ми знаат дека 14 февруари е всушност и интернационален ден за подарување и споделување книги. Оваа глобална иницијатива за прв пат започна во 2012 година и најпрво започна со подарување книги на децата. Но за многу кратко време стана популарна насекаде ширум светот, меѓу сите генерации, па од тогаш натаму секоја година на 14 февруари се подаруваат и се донираат книги на деца, на возрастни, во болници и библиотеки. Може да подарите нова или може да подарите користена книга. Токму ова беше мотив денес да ја посетиме книжарницата Матица во центарот на Скопје, на булевар Свети Климент Охридски, за да зборуваме за книгите, за актуелните попусти, акции, но и за тоа колку всушност умееме да уживаме во пишаниот збор и колку имаме читателска публика, како што ти веќе најави. Разговорот ќе го направам со Бојан Петковски, етнокореолог. Бојан, добро утро. Добро утро на вас, добро утро на гледачите и добре дојдовте во Матици. Многу се радам што ќе говориме за една ваква многу важна тема, тоа е читањето. Читањето навистина е нешто што може да го облагороди секојдневието и животот на секој од нас. Колку ние како народ читаме и имаме читачки навики? Читањето е особено важно. Матица, издавачката куќа, влегува во својата 34-та година од своето постоење. Како една од најстарите издавачки куќи, секако го следиме корисничкото искуство години наназад, значи секогаш ги следиме тековните трендови на балканско, на светско ниво, што ги аплицираме и ги прементираме токму и овдека во Македонија. Од тука секогаш следиме што публиката сака, но и нудиме некој нешто кој што ние сакаме да научиме публиката на една добра литература. Од тука несомнено низ годините наназад се гледа огромен интерес кај публиката за читање во Македонија, од што покажува и големата посетеност на нашите книжарници. Многу важно, луѓето ги знаат книгите, ги знаат насловите, секогаш бараат нешто ново, секогаш разговараат со нас на тие теми, што укажува на еден континуитет на добро читање во нашата земја. Месец февруари, како традиционално, навистина има многу поголеми акции, многу поголеми попусти. Ако се зема во предвид дека е на 14 февруари е и денот на виното, денот на љубовта, сигурна сум дека и овој пат на сите љубители на пишаниот збор и одлични можности да си освежат и збогатат својата домашна библиотека. Токму така, несомнено, затоа разговорот го почнал дека Матица константно го следи корисничкото искуство, секогаш сме тука за нашите читатели и од тука константно формираме најразлични настани како би привлекле повеќе читатели. Несомнено, дел од тоа се и различните акции и попусти кои што ги имаме. Семскиот попуст во Матица заврши, но ние сме повторно тука сега со една нова акција посветена на денот на влюбените или денот на виното, како сакате, каде што читателите ќе може да отстварат еден навистина специфичен попуст, а тоа е скалес попуст, каде што закупени 2 книги добиваат 30%, за 4 книги 40%, еден огромен попуст за над 6 купени книги од 50%. Ваквото стимулирање за читателската публика е особено важно, но не само попустите, ами и одличните наслови се оние кои што го примамуваат читател да дојде токму овдека во Матица да купи дел од книгите, но е еден топол апел да ја посетат нашата книжара и со овие попусти да може да си земат книга за себе, но и некому да подарат. Што најмногу се купува, односно што најмногу се чита? Што е популарно кај нашата домашна публика? Имаме најразлични видови на читатели, целните групи исто така ни се различни, од деца до повозрастна публика, што е многу важно, дека навистина тие се заинтересирани за различна литература, белетристиката е една од најпродаваните и во таа насока, например, би ги истакнал трилерите како едни од најпродаваните книги овдека во Матица. Донато Каризи, одличен автор на трилери, последно
последното негово издание Куќа на светлината е нешто што е најново овдека во Матици, нешто што најмногу во моментов е барано и продавано, и токму оваа книга и влегува во акцијата која што споменаме, па затоа и читателите многу често го купуваат. Понатаму Сестри на сончогледите на многу интересна приказна за правата на црнците во Америка, борбата на северот и на југот во Америка за нивните права да ги добијат, многу интересна приказна. Понатаму несомнено треба се спомене и Лусинда Рајли, Светлата точка на Матица, едно од најпродаваните наши авторки со своето последно дело Скринато убавин, исто така е доста продавана, така да имаме една широка лепеза што да понудиме, и од тука читаат, значи читателите имаат и драмите се читаат, љубовните приказни несомнено и во контекст на самиот празник, но трилерите се исто така едни од најпродаваните од типот на Прибежиште, на Заспаната нимфа, имаме многу наслови за кои што нашите читатели се заинтересирани. Во последниве години многу е популарна онлайн продажбата. Кога се во прашање книгите, дали истото важи и за купување книги? Одлично прашање. Онлайн продажбата и тоа во голема мера е развиена во Матица, но што е многу важно, ние се повеќе имаме читатели кои што доаѓаат во нашата книжарница, и то полапо до сите нив да ги посетат нашите книжари. Зошто е тоа така? Затоа што голем дел од македонските автори се добри пријатели на нашата издавачка куќа, и постојано тука имаме автори, имаме уметници, нашите вработени, и во една таква комуникација самите читатели ќе може да ја почувствуваат една поинаква убавина на самите книги, и многу почесто и во разговорите со нас им предложуваме, така да освен онлайн продажбата е многу важно дека може да ги дел од разговорите ги направат со нас, и така да ги изберат она што ќе го прочитаат. Освен што спомнаме белетристиката и странските автори, несомнено треба да се напоменат и македонските автори. Матица особено одвојува време и внимание на македонските автори. Македонската љубовна лирика е една книга која што одлично се продава. Пред скоро време излезе Абецедарот, така да имаме и доста и македонска литература која што одлично циркулира помеѓу читателите. Што велат вашите искуства од секојдневието? Кој повеќе чита, возрастната читателска публика или младата? Годишната граница во Матица навистина е голема. Овде имаме од најмладата публика, многу често имаме родители со деца, имаме преведено и неколку сликовници на македонски јазик и интерактивни игри за кои што се заинтересирани најмладите, потоа една средна возраст, односно луѓето околу 30 на години кои што навистина појавуваат голем интерес за читањето. Повторно тука ќе напоменам дека трилерите особено привлекуваат внимание кај читателската публика, љубовните книги, и до една повозрастна публика која што освен што ги чита романи, и ги чита и македонските дела, и многу важно голем дел и на стручна литература која што ја поседува Матица, така да имаме една огромна читателска публика која што е овдека циркулира во нашиот простор. Дали најчесто луѓето кога доаѓаат купуваат книги за себе или купуваат книги за подарок? Односно, дали имаме навика кога треба да одбележиме некој убав ден, да прославиме нешто юбилеј, наместо да купиме нешто друго, да однесеме книга за подарок? Корисничкото искуство во однос на минатите празници кои што ни поминаа, дали тоа се новогодишните празници, укажа на тоа дека луѓето во Македонија тоа како знаат да подарат книга. Многу важно дека имаме два типа на потрошувачи, едните кои што го познаваат тој на кој што му носат подарок и тогаш знаат што сака да подарат, а од друга страна за останатите сме ние тука па да им понудиме дел од книгите и да им посочиме во која насока би можеле да одберат, но освен што купуваат за себе, и тоа како во голема мера книгата се користи и како подарок, затоа што на крајот на денот и со одредени дел од приказните можеби и сакаме да пренесеме некаква порака на оној на кој што подаруваме книгата. Бојан, овој е актуелен попуст кој што го спомнавме во тек на разговорот, дали важи само до 14 февруари или можеби важи некој ден и потоа, и какви ќе бидат акциите до крајот на овој месец? Акциите во Матица, како што кажав, се дел од стимулацијата за популаризација воопшто на читањето и на нашите клиенти. Овој конкретен попуст со најголемиот до 50% за над 6 купени книги важи се до петок, односно до 14 во однос на самиот празник, и тука апел повторно ги очекуваме сите во текот на овие денови, а понатаму Матица продолжува да креира најразлични, не само вакви попусти, туку и најразлични настани. Во Матица се случуваат голем број на промоции на книги, се случуваат голем број на различни акции кои што повторно ќе кажам дозволуваат циркулација на голем број од читателите овдека во Матица, така да нека ја посетат книжарницата Матица до 14, а за понатаму секако на нашите социјални медиуми, на интернет страните може да видат како понатаму ќе се движат нештата во Матица. Како котираат македонските автори, односно колку се купувани и читани во однос на странски автори?
Секако белетристиката е нешто што е доста продавано. Ти споменав неколкуте книги кои што се доста актуелни во моментот по типот на скрената убавина, на куќа на светлината и слично, но македонските автори се исто така доста застапени во продажбата. Веќе ја напоменам македонската љубовна лирика, која што навистина имаме промоција на таа книга, понатаму Слово за македонскиот непокор. Имаме навистина голем дел од книгите, имаме огромен фонд на издадени книги посветени на големиот Блаже Коневски, да речам, за него пишувале многу македонски писатели и тие книги несомнено како една база за македонската литература и тоа како во голема мера се читани. Повторно тука и една стручна литература, дали тоа ќе етнолошка или слично, дали тоа ќе се најразличните монографии, кои што Матица им издадено голем број на монографии во однос на слики, на такви моменти, така да имаме навистина популаризација и на македонските автори. Во таа насока би го споменал и абецедарот, затоа што Матица секогаш е насочена не само кон она што е популарно и тренд, туку секогаш и одбележување на значени годишнини и настани во однос на македонската лингвистика. И од тука, например, беше издаден и абецедарот, за кој што веќе имаме големо внимание, така да ја популаризираме освен на што е на балканско и светско ниво популарно, го носиме секогаш во Матица за нашите читатели, но и оддаваме особена важност на македонските читатели, кои што исто така се особено важни за нас. Бојан, благодарам за разговорот, а еве се надевам дека ние ве потикнавме да одвоите време за добра книга и без разлика дали на 14 февруари го славите Денот на виното или Денот на љубовта, да ја поддржите иницијативата на Интернационалниот ден на подарување книга и да не заборавите да искористите можноста да подарите некому книга и да го поддржите 14 февруари и како Интернационален ден на читањето, односно подарувањето книги. Ирена, јас се одјавувам тука и се надевам дека и ти и нашите читатели ќе најдете време да прочитате книга, да подарите книга и што почесто да уживаме сите заедно во пишаниот збор и неговата магија. Секако. Благодарам, Ирена, за овие корисни информации за сите љубители на пишаниот збор. Сите да го искористиме овој попуст до 14 да ја посетиме Матица и да си купиме или да подариме некому книга.